Англија има два древни универзитетски града, Оксфорд и Кембридж. Дури и ден денес меѓу самите англичани постои една дилема, кој е попознат во светот. Независно од ова ривалство, што посе е присутно меѓу овие два града, треба да се каже дека како Оксфорд, така и Кембридж се градови за кои сонуваат студентите од сите страни на светот. Доволно е, на пример, да кажеш дека универзитетот си го завршил во Оксфорд или во Кембридж. Овие два универзитета уживаат голема репутација и светска афирмација. Го замоливме председателот на градот Оксфорд да ни каже нешто подетелно за историјатот на овој град и за неговата индустрија. Јас не сум историчар, меѓутоа од председателот на градот се очекува да биде пред се интелигентен. Ќе ви раскажам за се она што мислам дека знам, а дали сето тоа ќе биде точно. Од каде сакате да почнам? Од самиот почеток, нели? Ова е можно тешко прашање. Постоел еден крал кој се викал Стивен. Тој ја затворил својата жена во Оксфордската тврдина, но таа со својата снаодливост од покривачите на постелнината направила јаже за слегување и на таков начин се спасила од својот маж. Треба да утврдите дали се ова е точно, но сепак тоа се случило. Во продолжение вториот случај што е поврзан за историјата на Оксфорд е борбата меѓу ројалистите и диктаторот Кромвел. Овде беше седиштето на државата и според наредбата на Чарли II, по враќањето на монархијата, на овој град му се дадени предности и големи компетенции. Во Оксфорд има многу други интересни податоци кои датираат уште од времето на Чарли I, кога тука беше и парламентот. Мислам дека во текот на историјата во Оксфорд се случија многу нешта. Мислам дека главната индустрија на овој град е автомобилската, British Leyland, и покрај тоа што таа мина низ една тешка криза. Јас разговарав со еден од директорите на оваа куќа со кого што заедно ручавме. Нивната сегашна надеж е еден нов модел на автомобил што ќе биде сосема автоматизиран, во целост конструиран со помош на електрониката. Се надеваме дека ова ќе биде спас за British Leyland, зашто тие веќе 4 години не конструирале никаков нов тип автомобил, па на таков начин остануваат во ривалство со другите фирми. Втора индустрија според големината е Blackwells. Друга поголема индустријска фирма овде е печатницата на Оксфордскиот универзитет. Оваа печатница годинава ја бележи 500 годишнината од постоењето. Незиниот главен извоз е Библијата. И натаму ја продолжуваме прошетката низ Оксфорд. Градот еднообразен е, но има и доста разнообразности. Токму за ова е потребно внимателно да се наблюдува секој агол на овој град, за да се сватат сите негови вековни карактеристики. Во Оксфорд главната атракција е во центарот на градот. Затоа подобро би било прошетката да се направи пеш, бидејќи со возило попусто времето може да се изгуби низ многобројните раскрсници и разните агли, каде што тешко може да се најде паркинг, а патиштата се тесни и главно еднонасочни. Самата земја во околината на градот речиси одамна го овозможила развитокот на земјоделството и сточарството. Според тоа, сточарството оставило белег и во потеклото на името на овој град. Окс во превод значи вол, додека Форд значи силен, така и го добил името Оксфорд.
Оксфорд е град каде што може да се сретнат луѓе од секаква раса, религија и вкус. Затоа овој град е мощно богат со разновидни центри за забава. Голем број спортски клубови, политички, драмски, гастрономски и други секции. Овде се доста популаризирани и така наречените улични театри. Оксфорд има и концертна сала, познатите театри Playhouse и New Theatre. Овој град е мощно богат и со културни и историски монументи. Посебно се познати старите цркви, меѓу кои Christ Church, катедралата, епископскиот меморијал. Но Оксфорд има и доста тврдини кои се мощно убави, историскиот и научниот музеј, ботанички градини и друго. И покрај тоа што овде е мощно развиена автомобилската индустрија, во Оксфорд, градот на студентите, поголемиот број однив во правец на своите факултети, брзаат со велосипеди. Оксфорд, всушност, е редок пример што останал недопирлив од борбата од претераната и некорисна модернизација.
Овој град е заштитен од последиците на модерната техника и технологија. Тука со големо внимание се чуваат зградите и убавите куќи. Така, правејќи отпор кон модерните висококатници, со голема љубомора се крие минатото. Градот иако личи на музеи и на седиште на уметничките вредности, овој град има и една мощна забележлива динамика. Но откако ќе излезеш од неговиот центар, допрва ќе најдеш на вистинската тишина, на многобројните градинки, крај кои се и музеите на класичната и модерната уметност, концертните салони на традиционалната или на поп музиката и друго. Во близина на Оксфорд се наоѓа Стратфорд, а до него и Евио, родното место на Шекспир, најголемиот драматург и поет на сите времења. Тука се наоѓа и неговата родна куќа, а до неа еден театар. Но сепак за време на нашиот краток престој овде, многу интересни нешта останаа незабележани на нашата филмска лента. На председателот на градот Кембридж му поставивме едно, колку обично, толку и конкретно прашање. Што е најкарактеристично за денешниот Кембридж? Кембридж е универзитетски град. Затоа главна цел е да го чува својот карактер како историски универзитетски центар. Меѓутоа, ова не значи дека и денес ги има само карактеристиките на ваков град. Кембридж е центар на една голема покрајна, затоа има големи можности за развиток на трговијата. Тој е исто така голем народен, културен и забавен центар. И како таков, мощно важен центар на Источна Англија. Впрочем, универзитетот во голема мера влијае врз целокупниот развиток на градот. Тој е главниот пункт на животот и културниот поредок. Кембридж секако има и други карактеристики на голем град, центар со развиена трговска мрежа, со административни згради и палати за културно-забавниот живот на народните маси. Во Кембридж е развиена лесната индустрија и телекомуникациите. Градот има и свој аеродром и фабрика за производство на авионски делови. Освен ова, градот има и разни институти за истражување, како на пример Центарот за истражување метали, потоа Центарот за истражување во земјоделството и друго. Сите тие се тесно поврзани со универзитетот кој им помага во нивната работа. Токму за ова презедовме иницијатива за подигање научен центар, каде што ќе работат експерти од универзитетот врз истражувања во областа на малата индустрија. Степенот на невработените во Кембридж е мощно низок, но и покрај тоа ние вложуваме напори да обезбедиме што повеќе работни места, посебно во лесната индустрија.
краткиот престој овде не ни овозможува да откриеме нешто ново во овој древен град, освен да се забележат некои случајни детали. Така, забележавме дека овој град името го добило реката Кем, на чии брегови е лоциран. На оваа река има многу мостови, а во англискиот јазик мост се вика бридж. Така се поврзаат двата збора Кем и бридж, и така и го доби името Кембридж, кој со векови е познат во целиот свет. На овој град најмногу се потсетуваат оние што овде ги завршиле студиите, а уште повеќе оние што останале со желбата да студираат во него. Уште од самото формирање, Кембридж за кратко време доживеал развиток и расцут во сите области. За Европа и пошироко, Кембридж станува познат и преку својот саем Стурбридж, што тука се одржувал секоја година. Во 13-тиот век овој град постепено се претвора во важен студентски центар и го привлекува вниманието на младите почнувајќи од Оксфорд, Париз и од другите културни центри на Европа. Забележавме дека од сите коледжи на Кембридж најпознат е секако Кингс Коледж. Каква важност има овој универзитетски центар, најубаво сведочи фактот дека до 1977 година 46 научници и мислители од Кембридж ја добиле Нобеловата награда, од кои 41 од областа на физиката, 14 од медицината и 11 од областа на хемијата. Слободно може да се каже дека Кембридж многу рано станува познат училишен и образовен центар. Центар на познати научници, меѓу кои и голем број познати интелектуалци не само од Англија, туку и од Европа и од целиот свет. Поети, правници, професори, научници, филозофи, политичари и теолози.
Поголемиот број од овие познати луѓе, на еден или на друг начин, ја изразија својата благодарност кон овој град, чии студенти биле некогаш, оставајки непрестајно низ вековите едно големо богатство од културниот живот. Така денешниот Кембридж, во буквална смисла на зборот, е богата градинка со многубројни музеи, библиотеки, цркви и катедрали, се разбира и со многубројни коледжи, од кои секој има своја историја. Во целост, атмосферата во Кембридж, каде што минатото се испреплетува со денешнината, навистина е ретка. Шетајки низ улиците на овој древен град, забележуваме уште два детаља. Останува во сеќавањето еден минувач, со кој знае колку стара национална носија, дефилира пред љубопитните погледи на минувачите. А од друга страна снимивме една секвенца од снимањето на еден амбициозен уметнички филм. Ни рекоа дека неговата тема е едно раскажување од некогашните штрајкови на работниците на фабриката за велосипеди. Филмот сигурно е реализиран и се надеваме со успех се прикажува пред публиката. Ако тој се уште не пристигнал во нашите киносали, тогаш да се користи можноста за едно патување до Кембридж. Така со ваши очи ќе ја допрете убавината на овој град.